Изборната кампања е во полнек, но иако станува збор за локални избори, наликува како да се наоѓаме пред парламентарни избори. Зошто е тоа така? Го прашуваме Бојан Стојановски, пратеник од ВМРО ДПМН. Господин Стојановски, добро дојдовте во студиото на Република. Благодарам за поканата. Така, оно што е најактуелно сега собранието поради локалните избори е на принудна пауза, но на пауза е и оставката на Филипче. Докаде е тоа работа? Како ќе се одвива? По она што можам да го видам во изминатиот период, Венко Филипче можеби привидно направија еден трик со Зоран Заев за да направат одредена димна завеса за да може нели безбедно да се извлече од овој скандал кој што се случи сега, кој што е последен, но и оние кои што го следат во текот на целата негова кариера. Собранието не може да заседава заради тоа што над 5 пратеници се и кандидати за градоначалници до првиот круг, но може да заседава од првиот до вториот круг. Само да ја потсетам јавноста дека пред условно кажано да отидеме на пауза заради изборните активности и кампањата, ние имавме барање на последната седница да се стави на дневен ред оставката на Венко Филипче. Побаравме владата писмено да ја достави до собранието, како што пропишува тоа правните акти, уставот и деловникот, но се уште неговата оставка не е стигната во органот кој што треба и кој што е надлежен за негово разрешување. Ке ми дозволите да кажам дека тоа е уште од оние трикови каде што по секоја голема, би рекол, глупост или скандал на власта, секогаш се формира комисија, па се отвара истрага, можеме да видиме дека за многу скандали истрагата се уште не е завршена, тоа завршува по некои лавиринти и ходници и никогаш оној кој што е главен виновник не одговара и пред судот на јавноста, но и пред оние инстанции кои што се задолжени за тоа. Така, значи тактиката на Заев е да се одолговлекува што повеќе може, народот да заборави на оваа огромна трагедија и како што вела да се формира комисија да се заташка целата работа. Па видете, јас би ве потсетил на тродневна жалост, они бегаа од медиумите и од оние прашања на јавноста затоа што велеа дека не е сега моментот да се поставуваат прашања кога е нацијата во жалост и нацијата беше во жалост, но се уште не е помината таа жалост и се уште оние семејства кои што ги загубија своите најблиски ги немаат одговорите зошто се случи тоа. А можевме да го видиме оној кој што е ожалостен, кој што позади себе во кариерата ќе може да има еден неславен рекорд на 7.000 луѓе, над 7.000 кои што се починати од корона кризата и оние 14 мината кои што отишле да се лечат, а кои што по нечива вина ги загубија своите животи, како гостува на партиските митинзи на СДСМ, целиот насмејан и во позитивна енергија не убедува дека тоа е најдоброто за општините. Ако најдоброто за општините го покажува најнеспособниот министер кој што на својата душа ќе има толку многу смрт и разочарување, тоаш јас не би имал понатака што да додам. Така, крајно невкусно делуваше она смеење на сред митинг во денови кога имаме по десетици. Крајно невкусно е тоа што тој човек е се уште министер, извинете што ве прекинав, тоа е крајно невкусно. Они можат во нивната партија и во нивните тие настани да се покануваат и да се фалат меѓу себе колку сакаат, но не е така. И на крајот од денот нека прават што сакаат во рамките на нивната партија, но не е работава добра во најодговорното министерство би рекол во оваа држава. Така да што ден поскоро тој човек се замени од таа одговорна позиција, јас верувам дека ќе се спасат многу животи. Мислите дека би го ризикувал Филипче, Заев би го ризикувал Филипче со да покаже дека владата е неспособна? Не заради тоа што на тие луѓе одамна не им е важен стандардот или условите во кои што живее македонскиот народ, туку им е важно да врват тендерите. А верувам дека на крајот ќе направат се што е можно за тој човек да не замени од таа позиција, затоа што неколку дена пред тој би рекол стравечен настан можевме да видиме дека Венко Филипче потпишал тендери од над 50 милиони евра и ќе оставам јавноста сама да си одговори. Излезе на медиумите на фотографија со братот на премиерот, со некој што е одговорен за сите тендери во државата, па верувам дека тоа е многу важен дел од таа криминална спрега, таа криминална фамилија и нема да го дадат до после. Значи се работи сепак само за тендерите. Сепак се работи само за тоа и тоа го тврдам одговорно. Така, да почнеме со она што е најактуелно, тоа е изборната кампања за локалните избори. Како го оценувате овие неколку дена од изборната кампања и што вие како ВМРО ДПМН ќе им понудите на гласачите? Така е. Скоро, денеска сме третиот ден од изборната кампања, морам да кажам дека сум навистина задоволен од приемот на граѓаните кои што го имаме и во мојата матична општина Ѓорче Петров, но и на нивото на цела Република Македонија. Овие избори за нас е една идеална можност да ја представиме онаа генерација на политичари на која што веруваме дека треба да ја води оваа држава и во иднина. На 95% од кандидатите ни се нови лица кои што првпат се кандидираат за таа функција. Имаме вкупно над 18.000 проекти. Тука ќе ми дозволите да ги споменам дека кандидатите на ВМРО ДПМН веднаш по превземањето на градоначалничките функции
ќе започнат со асфалтирање или реконструкција на над 2000 улици, на изградба на над 100 градинки, на над 100 училишта, на над 90 паркови на ниво на целата Република Македонија, и ние сакаме граѓаните да ни ја дадат можноста да покажеме дека Македонија може повторно да се врати во оние времења кога беше едно огромно градилиште, на секаде да има машини, да се реализираат ветувањата, животот да се олеснува, да имаме почиста животна средина, да имаме понормални услови, да има нови градинки и училишта, и верувам дека граѓаните тоа го препознаваат и тоа ќе го кажат на 17 октомври. Така, рековте дека доаѓате од Ѓорче Петров. Што е тоа што треба да се направи во Ѓорче Петров? Таму имате одличен кандидат. Што недостасува во општина? Имам проблем со заградувањето во општината. Видете, ние имавме, сакавме оваа програма што ќе ја понудиме да биде најкомплетната, најобемната и најдеталната досега, и заедно со сите тимови кои што ги имаме на располагање во нашата партија, ги посетивме сите домови и собравме над 1300 идеи кои што потоа ги систематизиравме и ги преточивме во една програма која што дава решенија на сите оние проблеми кои што ги имаат Ѓорче Петровци. Јас морам да се согласам со вас и да кажам дека во ликот и личноста на Александар Стојковски имаме навистина еден комплетен кандидат, затоа што ние сакавме да понудиме луѓе кои што ќе ја представуваат и партијата, но меѓутоа ќе кажат, како што кажав, каква треба да биде генерацијата на луѓе кои што ќе работат за оваа држава. Тој е човек со професија, човек кој што во минатото бил и пратеник, бил и претседател на Советот и добро ги разбира и општествените, но и професионалните текови, асистент на медицинскиот факултет и човек кој што едноставно ги разбира потребите на граѓаните на Ѓорче Петров. Па така да, еве, понудивме ние пред да го снимаме ова интервју, имавме една промоција на неговата програма, како што кажав, над 200 проекти, изградба на 2 нови градинки, отпочнување со проектирање на уште една, доградба на сите оние капацитети кои што треба да ги примат тие дечиња за да повеќе нема листа на чекање, реконструкција на сите основни училишта, изградба на 5 нови паркови, од кои што централниот ќе биде најубав во градот Скопје, проширување на 2 нови артерии, изградба на 2 нови кружни тека на улицата Ѓорче Петровска за да може да се рестерети тој сообраќај. Имаме навистина многу проекти во аспект на економијата кои што треба да ја урбанизираат индустриската зона и да понудат нови решенија за да може да има повеќе вработување, многу нови проекти за спортот за младите. И верувам дека Александар Стојковски заедно со сите нас како негов тим, без разлика дали сме пратеници, членови на партијата, ќе однесеме таа програма во секој дом и веќе морам да кажам дека јас сум сигурен во првиот круг граѓаните на Ѓорче Петров ќе ме дадат довербата. Покрај него ја препознавате ли оваа нова енергија која беше карактеристична на ВМРО ДПМН за во минатото? Точно, секако дека ја распознаваме. Александар, како што кажав, и сите други кандидати, еве ќе кажам, најблиску ми е градот Скопје затоа што сум и пратеник од втората изборна единица, Тимчо во аеродром, Орце во Кисело, Дарко во Бутел, Боби во Газибава, Наташа Котвар во центар, Оливер во Карпош, Данела за Скопје се навистина еден би рекол луѓе кои што имаат додадена вредност за да придонесат во политиката, луѓе кои што сакаат да градат и луѓе кои што земено во обзир нивниот бекграунд не би се дозволиле на себе тоа што ќе го напишат во програмата или што ќе го кажат во кампањата да биде само едно празни зборови како што можеме да видиме сега во општините, нема да ветуваат нереални проекти. Секој проект и во Ѓорче Петров, но и во градот Скопје и во целата држава ни е направен низ призма на постојните можности на општината. Да ветиме нешто, но и тоа да го реализираме, за да не можеме утре, за да не одиме утре со наведнати глави во општините. Така, споменавте неколку имиња, со колку градоначалници очекувате на овие локални избори? Јас очекувам ВМРО ДПМН да има повеќе и градоначалници, советници и повеќе во вкупен квантум на гласови од СДСМ заради тоа што видете, она што е интересно, се обидуваат покрај 4 години на работење со некоја си така наречена градежна офанзива месец-два пред изборите да ги потценат граѓаните и да им укажат дека еве да, ние 4 години работевме, еве пред избориве почнуваме и сме многу грижливи за вас. И тоа е констатација што јас секојдневно контактите кои што ги имаме со граѓани ве ги нервира и сакаат таа практика да престане. Ние мораме да им нудиме на граѓаните еден би рекол подобар начин за решавање на нивните проблеми. Јас навистина ме нервира кога ќе видам дека се ветуваат улици и канализации заради тоа што тоа е основна надлежност на градоначалникот. Ајде да понудиме проекти плюс, ајде да понудиме нови градинки, ајде да понудиме училишта, да понудиме патеки за рекреација, да понудиме зелени површини. Тоа е тоа што вие луѓе го даваат како додадена вредност и ние немаме проблем. Кој од каква националност или од каков бекграунд доаѓа, човек да е квалитетен и да работи за своите сограѓани, да им служи на своите сограѓани.
Тоа е лајт мотивот и тоа е мотивот број 1 на кој што ние им даваме можност на овие кандидати да излезат пред граѓаните. Така, за прв пат на овие избори се случува ВМРО има предизборна коалиција со Алијанса и со Алтернатива. Колку е тоа значајно? Можам да кажам дека јас со голем дел од колегите пратеници кои што доаѓаат од овие две партии сум во непосредни контакти и навистина имаат изненадено со нивниот капацитет, нивниот квалитет и како тие ги гледаат работите. Го слушнав Зоран Заев каде што вели неприродна коалицијата помеѓу Алијанса и ВМРО ДПМН, па тука се поставува прашањето дали е природна помеѓу ДУИ и СДСМ, се навредува на би рекол недостоинствен начин пред изборите за потоа да направат криминална тендер коалиција. Јас би кажал дека она што најмногу ме радува е што најголем дел од албанската интелектуала, професори, доктори, работници од културата, од спортот се присутни во овие две партии и она што не врзува ВМРО ДПМН Алијанса и Алтернатива е како ние ја гледаме оваа држава за 5, за 10 години, како ние ги гледаме општините каде што заеднички можеме да си помогнеме. А тоа е држава на богати граѓани, со повисок стандард, со владење на правото, со слободни индивидуи кои што ќе бидат независни и луѓе кои што нема да бидат изнесувани на гласање со уцени и со закани, туку ќе гласаат за нивната подобра иднина. Дали е Бојан, дали е Бесар, дали е Чаир или Ѓорче Петров, навистина треба да се стремиме кон подобар живот и квалитет на живот на индивидуалец. Така, од двете коалиции велат дека ова коалиција против корупцијата, дека не е страшна разликите што ги имаат и да останат, но да се насочат во борбата против корупцијата која има во власт. Точно, знаете како треба граѓаните сега кога излегуваат на гласање покрај тоа да изберат за кој кандидат ќе го дадат својот глас, да се прашаат дали сакаат и наредните 4 години да живеат како што живеат сега. Дали сакаат да продолжат Венко Филипче да им биде министер за здравство, Оливер Спасовски за внатрешни работи, дали сакаат Петри Шилегов повторно да биде градоначелник на градот Скопје со сето на него бакато однесување на крајот од денот, со гласање за апологети на СДСМ и на ДУИ ќе им дадат нов мандат на Зоран Заев и на неговата свита и тоа е многу важно. Така да можат они да зборуваат што сакаат и да пробаат да ги минираат позициите кои што овие партии ги имаат кај народот, но ова е коалиција против корупција. Ние на тоа сакаме да му ставиме крај. Така. Како ја оценувате кампањава до сега? Наликува ли како да се наоѓаме на предвремени парламентарни избори отколку на локални? Премногу и двете коалиции се насочија нели на поголеми теми кои некои немаат врска со локални теми. Видете, тоа е нормално за опозицијата, заради тоа што ние никогаш не сме бегали од изборно соочување со Зоран Заев и ние јасно тоа го кажуваме дека добар резултат во првиот круг на коалицијата против корупцијата составена од ВМРО ДПМН Алијанса и Алтернатива ќе значи прекројување на парламентарното мнозинство можеби помеѓу двата круга, а и предизвикување на предвремени парламентарни избори, додека она панично извикување на Зоран Заев пред неговите членови е само за да се мотивираат за разочараните членови на СДСМ кои што ги плашат внатре дека доколку не излезат и не ги гласаат оние градоначалници кои што тотално разочара, ќе се врате во ВМРО ДПМН на власт, која што сметам дека е само реторика за мотивирање во нивните редови. Да, ВМРО ДПМН е после би рекол првиот изборен круг и резултатот кој што ќе го постави и по официјално завршување на изборите, која и официјално ќе биде победник на истите, ќе бара одржување на предвремени парламентарни избори. Заев неодамна рече дека следните избори ќе бидат дури во 2024 година, но се чини ако е добар резултатот на локалните избори, ќе нема простор да избегне распишување на предвремени избори, можеби напралет следната година. Кратко ќе коментирам што кажал тој човек, заради тоа што воопшто не треба да се водиме по неговите изјави. Он исто така кажа дека платата просечно ќе биде 500 евра, 30.000 денари, исто така кажа дека ќе направи 500 км автопати, дека ќе имаме нов модерен клинички центар, дека ќе има зиплайн тунел под Кале и така натака, но не ви трошил внимание многу на тоа што го кажа Зоран Заев, затоа што све е лага. Да се вратиме на работата на собранието. Вие важите за еден од најактивните пратеници. Сега собранието е во пауза. На што е кои се оние закони кои треба да се донесат кога ќе почне повторно да функционира парламентот? Видете, тука би се задржал на она шверцерско носење на закони со европско знамеце, што е нотирано и во извештајот од Европската комисија. Се што е поважен закон кој што треба исклучиво да важи за богатење на Зоран Заев и свитата на СДСМ и ДУИ едноставно се изигрува волјата и на граѓаните, но и пратениците. Што е суштината со такво кратко носење на закони по скратена постапка, што се ограничува можноста на оние чинители на граѓаните и пратениците да имаат поголема можност за дебата, за да може да се увидат сите оние негативни последици кои што доаѓаат од конкретно од тие закони. Можам да кажам дека ние и во иднина жестоко ќе се спротивставиме на таквото носење на закони,
Можам да кажам дека пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата е составена од квалитетни индивидуи кои што многу подобро ги познаваат сферите на општеството и таму каде што доаѓаат. Можевте да видите што се случува во Комисијата за образование и со оној концепт на Мила Царовска. Генерално тие пратеници на власта таму служат само за да ги исполнуваат личните хирови на Зоран Заев, кои што без исклучок, ќе кажам, до сега завршуваат на негативно конто на македонскиот народ. Кои закони ќе се обидат прво да ги протнат? Законот за дроги, најпопуларно наречен законот на Заев, законот за дигитални учебници? Па видете, они се обидуваат тоа во континуитет да го протнат, со тоа што можам да кажам дека слободно и Талат Џафери некогаш ги напушти и основните принципи на деловникот, кој што ја би кажал устав во функционирањето на собранието, како и елиминирање на низа уставни и законски акти за да се обиде да им помогне да ги поминат тие закони, но конкретно да, законот за опојни дроги, законот за дигитални учебници, кој што морам да кажам дека колегите кои што се членови на Комисијата за образование доста успешно сега се обидуваат да ги произнесат тие факти пред јавноста и јавноста да види што всушност содржи тој закон и низа на други катастрофални решенија за кои што ја повикувам јавноста одблиску да ги следи процесите во собранието, затоа што тој е орган кој што навистина може да допринесе многу во квалитетот на животот, а овие од власта го третираат само како пашалак на коалицијата. Од друга страна, власта ве обвини дека претениците од ВМРО ДПМН ги кочат најзначајните закони. Како да ви кажам, видете, не е апсолутно точно и она кое што се случуваше со носењето на чинам дека беше петиот пакет на економски мерки, јасно до знаење ставивме дека ВМРО ДПМН не го кочи она кое што е конструктивно и кое што го подобрува квалитетот на животот. Но за жал има многу малку такви закони. Се повеќето од законите кои што се доставуваат до собранието се само за да ги збогатат поединци или лични интереси на групи од власти. И ние сме го кажале тоа дека никогаш нема да се согласиме да поминуваме закони кои што ќе бидат на штета на македонската држава и на луѓето кои што живеат во Република Македонија. Господин Стојановски, ви благодарам за разговорот и ви посакувам многу среќа во изборната кампања. Ви благодарам за можноста.